Добро утро на сите, да се заблагодарам што дојдовте. Повторно сме сведоци на еден абсурд, а тоа е дека ја малтретираме јавноста и вас, и судот, и себе со абсурдни работи кои што ги смислува власта. Имено, денес, најмоćниот човек во државата, премиерот на Република Македонија, Зоран Заев, ме тужи за клевета. Ова е работа која што не е видена во демократскиот свет, иначе, иако не можете да најдете ни една демократска држава, европска држава, држава членка на Европската Унија, каде што Македонија сака да стане дел, каде што премиерот, најмоćниот човек во државата, за политичка изјава тужи за клевета подпредседател на најголемата опозициона партија. Ова е невидено, значи го нема никаде во било која земја членка на Европската Унија. Да е абсурдот поголем, ме тужи за работи кои што се јавно познати и кои што доколку не се согласува, може да пушти еден едноставен демант. Се работи за моја изјава дадена на крајот на август 2019 година, значи нешто повеќе од една година, кога се развиваше случајот познат во јавноста како рекет, кој што има веќе и судска завршница сега во Основен суд, во која што изјава, тогаш за јавноста ја споделив, дека до нас доаѓаат сознанија, согласно кој што сознание е изрекетиран повеќе од еден бизнисмен, затоа што тогаш во јавноста се тврдеше дека се работи со само еден бизнисмен, дека се изрекетирани многу повеќе средства од тие средства кои што тогаш беа споменувани во јавноста, дека се работи за една сума од некаде над 20 милиони евра и дека таа операција не може да ја завршат двајца или тројца луѓе, дека е добро организирана операција и дека на врвот на таа пирамида стои Зоран Заев и СДСМ. Времето кое што дојде после таа изјава ги потврди овие мои наводи во јавноста. Да е абсурдот поголем, јас иста таква изјава дадов и на 10 август 2019 година, значи некаде 18 дена пред да ја дадам изјавава за која што сум тужен. Таа изјава на ниеден начин не беше демантирана од страна на Зоран Заев, на СДСМ како политичка партија или на владата, што ме наведе да помислам дека се работи за вистинита изјава, и ако видите во тужбата не се оспорува првата изјава, затоа што господата претпоставам заборавиле да демантираат или немале што да демантираат, туку ја оспоруваат втората изјава. Се работи за еден абсурд, јас не можам да ја сватам обседнатоста на семејството Заеви со мене. Имено знаете дека исто така за клевета ме тужеше и Вице Заев, сега ме тужи и Зоран Заев. Вице Заев ме тужеше за тоа дека е главен бизнис фактор во држава и е главен бизнис фактор во држава, тоа го знаат сите. Сега Зоран Заев ме тужи за случајот рекет, кој што веќе има јасна завршница во јавноста. И од таа страна не можам навистина да ја разберам обседнатоста на семејството Заеви со мене. Ако е целта да ме замолчат мене или да го замолчат ВМРО-ДПМН, мислам дека грешат, дека си прават контра услуга и мислам дека ова е најлошиот пат кој што го избрале. Политичари не можат да тужат политичари. Тоа е пракса на Европскиот суд за човекови права. Јас сум навел многу пресуди во Европскиот суд за човекови права, вклучувајќи и една од висок нивни функционер, а тоа е Јани Македули против Република Македонија. Значи, кога беа опозиција, овие работи кои што сега ги прават на опозицијата не им чинеа, ама сега кога се власт и прават истите, па слушнав дека адвокатот на Зоран Заев ја спори таа пресуда на Европскиот суд за човекови права, која што е во корист на Јани Македули, значи кога имаат лична корист се спремни да одат и против собствените членови. Она што исто така е забележително и во претходниот и во овој случај е дека како што не се појави Вице Заев на рочиштето на кое што ме тужеше за клевета, на исти начин денес Зоран Заев не се појави на рочиштето на кое што ме тужи за клевета. Напротив, избра да испрати адвокат од најскапата адвокатска канцеларија во Македонија, а јас еве повторно решавам да се бранам сам, затоа што веројатно онаму каде што е вистината нема потреба од адвокати, а онаму каде што не е вистината има потреба од скапи адвокати. Благодарам и се надевам дека во текот на овој судски процес ја докажам вистинитоста на мојата изјава. Повелете доколку има прашање. Господине Колски, на подготвителното рочиште денеска имавте неколку забелешки, повеќе се однесува на доказите. На што точно забележувате на врска со доказите што ги предложи тужител? Да, имам неколку забелешки, очигледно се работи за на брзина подготвен случај. Прво, не беа доставени во целост до мене доказите, имено
мојата изјава која што се спори, до мене не беше доставена, туку имаше само транскрипт од истата во тужбата, што може да е произволен, затоа што секој може да го напише транскриптот како што сака. Тоа е првата работа. Втората работа, дополнив јас лично доказ, затоа што доказот се случи пред закажување на ова подготвително рочиште. Знаете дека сега осудениот Бојан Јовановски во Питрinaјска во судот, значи од заклетва, рече дека парите треба да се бараат кај Зоран и Вице Заеви, што за мене е доволен доказ за ова што сум го тврдел. И третата работа, мојата изјава е пресечена во тужбеното барање на Зоран Заев. Истата нема ни почеток, ни крај и на тој начин не може да се добие контекстот на изјавата и побарав пред судот да биде презентирана целокупната изјава како би можел да се добие целокупниот контекст и во судот и во јавност. Не можам да предпоставувам. Предходното искуство беше едно искуство кое што веројатно во овој момент е реално да се очекува од едно вакво притиснато судство. Имено во предходната пресуда јас не бев обврзан да исплатам паричен надомест на Вице Заев, но се најдоа елементи на клевета што е невозможно. Значи или сте сториле дело или не сте сториле дело. Ако сте сториле дело и ако казната е парична, тогаш јасно е дека треба да се исплати. Навистина судот се става во една непријатна позиција затоа што не верувам дека има многу храбри луѓе во оваа држава кои што се спремни да пресудат против најмоќниот човек во државата, особено во едни вакви услови, така што самиот потек што Зоран Заев решил да ме тужи, го става судот под еден притисок да донесе одредена пресуда во негова корист, но јас верувам во независноста на судот, верувам во честноста на судијата кој што го води овој процес и мислам дека овој случај треба да е еден почеток на реформите во судството кои што ќе покажат дека не секогаш власта мора да ги добива работите во суд. Јас сум секогаш оптимист, се надевам дека јас ќе го реформирам со тоа што се борам лично без адвокати пред овој суд. Господин Николски, само што кратко, кога побара медиумите дозвола за снимање, меѓу другото, едно од образложението беше дека треба да се одвede граѓанска постапка, дека треба согласие со страни. Ни беше кажано дека не можеме да ве најдат на адресата што сте да дали се се обрати до вас за дозвола за да имаме за да добиеме и ние дозвола за снимање. Вака, тоа е дел од игрите кои што исто така се прават. Јас замолив уште пред 2 дена, предпоставувајќи оваа ситуација, да Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМН ги информира медиумите, не може тоа да се направи како официјална информација, но да направи брифинг како би можеле медиумите да се обратат до судот и да побараат дозвола да се следи рочиштето, што само покажува дека е од мој интерес да се следи рочиштето и мене ми одговара да има јавност, затоа што јас сум послабата страна во овој процес, а Заев е појаката. Во однос на тоа дали можеле или не можеле да ме најдат, во предходното рочиште можеа да ме добијат на мобилен телефон, мене мобилниот телефон не ми е променет, така што како што тогаш може да ми се јават на мобилен телефон и да ме прашаат дали е волен, може да исто да го направат сега. А во однос на адресата, тоа е уште еден абсурд, не се користи мојата домашна адреса и затоа реагирав исто така во судот, се користи адресата на политичката партија, а јас нити живеам, нити сум постојано сум вработен во политичката партија, напротив сум пратеник во собранието, што претпоставам е уште еден начин за манипулација со цел одредени докази да не стигнат, но јас сум тука, ќе се борам и мислам дека на крај ќе се заправдат.